Добар ден, почитувани. Стартува магазинот за родителство 0+ месеци. Денеска во оваа емисија зборуваме за теми што ги засегаат сите сегашни и идни родители. Како трудниците да се ослободат од стравот од породувањето и што значи вистинска нега за време на бременоста и по неа, ќе ни објасни Александра Гакидев, сертифициран едукатор за породување и дула. Имунизацијата е една од најважните превентивни мерки за здраво детство. Зошто е клучна уште од најрана возраст? Кои вакцини се вклучени во редовниот календар за имунизација на децата и со какви дилеми најчесто се соочуваат родителите? Разговараме со доктор Сонја Ралева. Останете на Телма, веднаш следува магазинот за родителство 0+ месеци. Како трудниците да се ослободат од стравот од породување и што значи вистинска нега за време и после породувањето. На оваа тема денеска зборуваме со Александра Гакидев, сертифициран едукатор за породување и дула од Мама Пренатал, катче за трудници, родители и бебиња. Александра, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добро ве најдов и благодарам многу за поканата. Што значи тоа едукатор за породување? Така, едукатор за породување е лице кое пружа информативна, емоционална и физичка поддршка во смисла на вежби за во текот на бременоста, породувањето, негата на бебе, доењето и постпартум периодот кај мајката. Кога сметате дека е најдобро време трудниците да почнат да се едуцираат за породувањето? Така, па сметам дека најдобро време би било по 20-та недела, значи втората половина од бременоста, каде што нели се поминати сите оние првични предизвици, емоционални и физички од бременоста, па во втората половина од бременоста мајката може да се фокусира на едукацијата и постепено да ги обработува сите информации кои ги добива, да се припрема и да остави простор да и легнат информациите, но не премногу блиску до терминот, сепак за да има време да се подготви убаво за најубавиот ден, да речам, во нејзиниот живот. Ама што точно значи подготовката? Дали се тоа само информации или пак некои практични вежби? Така, во подготовката спаѓа и теоретски дел и практичен дел. Во теоретскиот дел зборуваме се што е поврзано со породувањето, например, кои се фазите на породувањето, која е улогата на хормоните, за медицинските интервенции, се она општо што би требало да го знаат мајките, што се контракции, како треба да се мерат, што значи кога ќе прсне воденикот, кога да се оди во болница, сето она теоретски што може да го фатиме. А во делот на практиката правиме многу вежби во смисла на вежби за дишење, обработуваме околу 3 вежби за дишење кои помагаат на трудницата да се справи со контракциите, но и вежби за визуализација, афирмација, медитација, релаксација, се она што може да биде како алатка потребно за една мајка нели да се справи со процесот на породување. Што говори вашето искуство? Кои се најголемите стравови на трудницата? Па така, низ многуте работилници за справување со стравови, можам да направам една листа, да речам, од најчести стравови кај трудниците, а би го споменала на прво место стравот од болката. Секоја нели идна мајка се плаши од чинот на породување, од болката, но јас се обидувам да им објаснам дека станува збор за еден концепт на здрава болка, дека не е болка која доаѓа од повреден орган или од некоја рана, туку е болка која доаѓа со една преубава цел, носење на свет на едно ново бебенце. Значи со разговор се обидувате да ги надминете стравовите кај трудницата? Така, работиме индивидуално еден на еден, каде што нели тие ги споделуваат стравовите и преку анализа, идентификација, совети и едукација гледаме како може тој страв да се надмине и кои алатки би биле потребни на мајката во тој период во зависност од стравот, што е стравот, нели, да успее да го надмине тој страв. Правите работилници наменети за трудници токму за ослободување од стравот. Так. Постои интерес? Да, постои навистина голем интерес. Ова е веќе 10-та работилница која ќе ја правиме. Најпрво започнав нели со едукација како курс за трудници кој ги опфаќа сите делови во смисла на бременоста, породувањето, негата на бебе и доење, кој го следат трудниците, но увидов дека има потреба дополнително да се работи со трудниците само за породувањето и за нивните стравови, бидејќи особено кај мајките за прв пат се среќаваат со голем број на стравови во смисла болката, но и понатаму дали ќе издржам болката, како ќе се снајдам, што ме очекува, и видов дека има навистина голем простор да се работи со мајките со цел да не отидат со страв за време на породувањето, туку да го запознаат уште пред самото породување стравот и да работат на него.
туку да имаат баш корисни алатки со кои ќе можат да се справат понатаму со нивниот страв во текот на породувањето. Кој е вашиот став во однос на улогата на партнерот за време на самиот чин на породувањето? Дали ги охрабрувате активно да бидат вклучени? Се разбира, значи сметам дека улогата е навистина голема, иако кај нас можеби тоа не е толку често, во светот нели доста често партнерот присуствува на породувањето, тој може да биде навистина активен учесник и не само за него што е тоа специјален и убав момент нели на носење на свет на неговото детенце, туку може да биде и огромна поддршка за мајката, како емоционална, значи да биде тука за неа, мајката се чувствува многу побезбедно, многу посигурно кога партнерот е тука и има некој што го познава, но и физички да ја помогне во смисла да ја помогне со различни техники, да ја води низ техниките на дишење, да ја помага во положбите. Еве јас и одлично искуство можам да споредам, бидејќи првото породување ми беше без партнер, а второто со партнер и лично ја увидов таа разлика во поддршката која партнерот може да ни ја даде за време на породувањето. Сметате дека секој може да присуствува на породувањето, секој партнер, секој маж има сила за такво нешто, бидејќи можеме да видиме најразлични видеи и искуства. Така. Како губат свест. Да. Навистина зависи од динамиката на семејството, дали нели сметаат дека тоа е оптимално за нив, зашто секогаш има различни преференции, понекогаш партнерот има многу силни преференции, а понекогаш дури кај мајката се јавува нели чувство дека сакам ова сама да го направам и тогаш таа желба нели би требало да се почитува. Вие го поттикнавте вашиот партнер да присуствува на породувањето или тоа беше негова желба? Да, тоа беше негова желба уште во првото породување, но не беше во можност, затоа за второто породување беше сигурен дека ќе биде присутен и според него колку што можев да увидам дека тоа беше навистина убаво искуство. Значи ги мотивирате и останатите трудници на еден ваков чекор. Така, јас ги охрабрувам трудниците и многу ми е мило што и на едукациите следат и партнерите, се едуцираат, ги учат вежбите и се почесто нели присуствуваат на породувањата. Многу се радувам за тој зголемен интерес и ги охрабрувам и татковците нели да заземат едно активно учество во текот на породувањето и да поддржат мајката на овој голем ден. А што сметате за какви се вашите размислувања за породување со дула? Вие, меѓу другото, сте и дула, едукатор за породување и дула. Што е дула? Ајде да објасниме најнапред. Накратко да објасниме, дула е лице кое пружа физичка и емоционална и информативна поддршка за време на породувањето. Јас сум сертифициран едукатор и сертифицирана дула, но во моментот работам само едукација. Во смисла на породување со дула има многу големи бенефити. Докажано е преку многу истражувања дека породувањата кои се во присуство на дула се пократки во време траење и мајките имаат многу попозитивно искуство од целото породување, од целото нели искуство нивно е многу попозитивно, така да тие што имаат можност ги охрабрувам да имаат и дула присутна на породувањето, бидејќи навистина освен што пружа емоционална поддршка нели тука е за мајката да се чувствува многу побезбедно, таа пружа и физичка поддршка во смисла на помош при позиции, различни методи и техники за ослободување на болка, но и информативна поддршка да информира мајката за сите оние фази на породувањето и што доживува таа во моментот. Трудницата треба да се запознае со дулата извесен период пред породувањето. Пред породувањето, така да. За да се стекне довербата, да се запознаат? Да се запознаат, обично се практикува неколку сесии да имаат, една или две сесии во зависност нели од дулата да имаат пред породувањето, за мајката да створи врска со неа, да ги објасни оние работи што треба да се знаат уште пред породувањето, па понатаму нели може да има и јас сум сертифицирана како и постпартум дула, понатака може да има и поддршки во постпартум периодот, каде што нели дулата и помага на мајката во првите денови со бебето. Кај нас породување со дула е возможно само во приватните болници. Така. Сте имале досега некое такво искуство да учествувате на породување на некоја жена која што има потреба од ваков вид на поддршка? Така, засега нели е возможно само во приватните болници, но за жал кога јас се сертифицирав, најпрво се сертифицирав како дула и постпартум дула, беше во време на ковид каде што присуството беше многу ограничено и затоа увидов дека морам да се сертифицирам и како едукатор за подготовка на родители и породување, за да можам да го држам оној теоретски дел кога веќе не можам да присуствувам на породувањето. И некако тука ја најдов мојата смисла и убавина на сето тоа и решив да
да се пренасочам на како едукатор за породување и подготовка на родители, бидејќи тоа ми лежи, а верувам дека во Македонија ќе се развива присуството на дула за време на породувањето, па секако би сакала и во иднина, нели, и тоа да го реализира. Зашто има поголем интерес за породување со дула или пак за едукација за породувањето? Во текот на овие 4 години како што работам, можам да признаам дека многу малку прашања сум добила за породување со дула, зашто сметам дека навистина не се информирани мајките за тоа, но постои многу голем интерес за едукација. Јас искрено кога започнав не бев сигурна дека толку голем интерес ќе има кај мајките за да се едуцираат, па и кај татковците, значи заедно доаѓаат, нели, на едукациите, се информираат за породувањето, но и многу за негата на бебе, бидејќи тоа понатака ги интересира кога ќе заврши породувањето, како, нели, да се грижат за бебенцето, како да го дојат и така натаму, така да има еден огромен интерес за се во ова кај нашите мајки. Значи за време на бременоста потребно е трудницата да се подготви за периодот после породувањето, како што е грижата за бебето. Споменавте дека еден од најголемите стравови на трудниците е соочувањето со болката за време на породувањето. Сега постојат одредени опции за улеснување на болката, така? Да. Какви се тие, можете ли да ни предочите нешто како пример? Така, јас сакам да ги информирам на мојот курс трудниците за сите опции што им постојат, нели, дали би биле тоа медицински опции како епидурал, нели, што е попознато, или сите оние природни начини на справување со болка. Па така да би можела да споменам за се она што ние го работиме како природен начин на справување со контракции со болка, а тоа би биле техники на дишење кои сметам дека се навистина важни. Понатаму техники на афирмација, техники на визуализација, техники на релаксација, правиме и водена прогресивна медитација, значи јас ја водам медитацијата, а тие, нели, визуализираат, и се разбира позиции кои би биле оптимални во зависност од фазата на породувањето, кои трудниците може да ги користат за да породувањето биде полесно и поефикасно. А на курсот имаме и посебен еден дел каде што зборуваме и за позиции со помош на партнерот. Така да ги вклучивме и татковците доколку нели сакаат да бидат присутни, како може да помогнат на мајките. Кога зборуваме за природен начин за улеснување на болката, споменавте визуализации. Значи знаеме за дишењето дека тоа може да помогне. Како визуализациите би можеле да ја улеснат оваа силна болка? Така, визуализацијата обично се користи, е докажан метод дека може да помогне при справување со контракции. Тоа е фокусот на мајката буквално се фокусира на тоа да визуализира што се случува во моментот. И сега е многу субјективно, зависи од тоа која мајка како сака да го употребува, но можам да кажам еве два примери кои ми ги кажале мајките како ги користат. Првиот пример е една мајка визуализира дека секоја контракција како што доаѓа како бран и буквално како што бранот, нели, го доживува својот врв, така и врвот на контракцијата, а потоа бранот се прекршува и тука, нели, опаѓа дејството на контракцијата и буквално целото породување го замислува како бранови, што и помага да се релаксира. Друга мајка што има споделено е дека го визуализира буквално начинот на кој бебенцето се движи нејзиното тело и тоа и помага на некој начин да се фокусира на породувањето и да биде активен учесник во породувањето. Ќе ги вклучиме гледачите, доколку имаат прашање да постават на денешната тема. Почитувани, телефонскиот број е испишан на екранот и вие можете секако да се јавите и да поставите прашање. А како влијаат анксиозноста и стравот на текот на породувањето? Анксиозноста и стравот... многу жени влегуваат исплашени во породилната сала. Тоа е вистина. Имаат многу големо влијание и затоа многу често зборувам на работилниците и на курсот за трудници, бидејќи стравот, анксиозноста, несигурноста на мајката во себе може да предизвикаат ослободување на стрес хормони, како адреналин и кортизол, кои ги нарекуваме борис или бегај хормони, кои буквално прават физички промени во телото на мајката, како например забрзано дишење, забрзано срцебиење, мускулна тензија, кои на некој начин го прават породувањето понеефикасно и позабавено. Доколку, например, мајката е во средина кај што е опуштена, поддржана, дури и сама да се релаксира преку овие алатки што ги споменувам како медитација, релаксација, сама да има чувство на смиреност, се ослободуваат хормони како окситоцин и ендорфините се ослободуваат и на тој начин телото е многу поопуштено, мајката е многу посамоуверена во нејзиниот процес на породување и може полесно да се справи со болката.
Како ги советувате да се опуштат за време на породувањето жените кои што чувствуваат голема анксиозност и страв? Најпрво преку едукација, бидејќи им објаснувам темално што значи тоа болка, нели, за време на породувањето, го објаснувам концептот на здрава болка и од каде доаѓаат сите промени во нашето тело, бидејќи стравот доаѓа од непознатото. Што повеќе не знаеме за нешто, толку повеќе се плашиме. Сметам дека што повеќе информации имаат трудниците во смисла како се одвива породувањето, од каде доаѓа болката, што се случува, што можам да очекувам следно, на тој начин ќе бидат многу поинформирани и чувствуваат дека имаат повеќе контрола врз целото искуство, а особено кога ќе ги додадеме техниките на дишање, нивниот фокус буквално на техниките на дишање и на тој начин чувствуваат контрола и самодоверба во процесот. Така да на тој начин информираноста води кон самодоверба. Според мене едукацијата е многу значајна за самодоверба, но и учењето на сите овие алатки, како што ги споменав, како техники на дишање, техники на афирмација, визуализација, медитација можат многу да помогнат во самиот момент, да не се најде мајката во небрано, нели да не знае што да прави, да се јавува паника кај неа, туку веќе да има спремено алатка што ја извежбала и ќе ја користи во моментот да се смири. Значи едното овие алатки што ги навидовте, може да ги извежби и да ги примени. Така, да. Алатка за афирмација споменавте? Да. Тоа се позитивни нели афирмации каде што мајката кога... Јас можам, предпоставувам. Нешто да, така? Да. Јас можам, јас верувам во себе. Бидејќи некој велат јас нема да можам ова да го издржам. Точно. Но ако имаме поинаков став, Тоа е всушност суштината на позитивните афирмации, зашто кога мајките ќе се најдат во некоја ситуација, например во моментот на фазата на транзиција, каде што се навистина силни контракциите, мајките може да почувствуваат дека не можам повеќе да издржам, да ги фати чувство на паника. И тука наместо, нели, тој став, не можам да издржам, не можам да се снајдам, не можам да продолжам, да ги заменат свесно мислите со јас можам, јас верувам во себе, се ќе биде во ред. И на тој начин да си помогнат и да го сменат мајндсетот буквално во нешто попозитивно што ќе им помогне да се справат со контракциите. Дали планот за породување се разликува кај жените кои што ја носат првата бременост или пак ова има второ или пак трето дете? Да, навистина се разликува затоа што многу голема чест ми е да работам и со мајки по втор пат, кои се бремени или по трет пат, бидејќи се разбира дека кај мајките кои се бремени прв пат се соочуваат со породувањето, фокусот во главно е на процесот што се случува, бидејќи не се свесни што точно се случува, имаат потреба од многу повеќе информации и објаснување за текот на породувањето. Но кај мајките по втор пат веќе се искусни во некој дел во таа област и повеќе работиме на нивните стравови, можеби што се предизвикани веќе од првото породување или се она што сметаат дека би можеле на некој начин во нивна контрола да го променат, како на пример доколку во првото породување не користеле никакви техники, сега сакаат да научат за полесно да се справат, така да фокусот е многу повеќе на свесноста и на користењето на алатките во втората бременост, а во првата бременост би рекла дека фокусот е повеќе на осознавање на целиот процес. Кажете ми што би им препорачале на жените кои што ги очекува овој најважен ден во животот? Па би им препорачала најпрво да си веруваат во себе, бидејќи да веруваат во себе, во своето тело, во своето бебенце. Нивното тело е создадено за породување, да би било нешто неиздржливо, нели не би биле сите ние тука. И пред се би сакала да им препорачам да се подготват и да се едуцираат. Не само за породувањето, бидејќи не застанува процесот тука, туку и понатаму за негата за бебе, за доењето, кој исто така многу важно да се едуцираат пред да започнат со доење и како и за постпартум за крепнувањето кај мајката, да знаат што ги очекува во периодот после породувањето. Вие сте креатори на капчето за трудници, мајки и бебиња, се нарекува Мама Пренатал. Така, да. Што се таму може да се најде? Во капчето може да се најдат најразлични совети за бременост, породување. Имаме едно посебно капче каде што мајките ги споделуваат нивните приказни од самото породување. Тоа се некои мотивирачки, инспиративни приказни. Тоа е страница на интернет. Страница на интернет, да, веб страница, но исто така Мама Пренатал има и своја мобилна апликација
во која трудниците можат нели на мобилен да симнат или на Android или на iPhone и да ги следат сите најнови стати, но и во апликацијата имаме и развој на бебе по неделја, значи секоја недела да читаат по која големина е бебето, го споредуваме со овош и со зеленчук обично големината и што се развива кај бебето, што се случува како промена кај мајката, така да на еден интерактивен, интересен начин мајките да се поврзуваат со бебето уште во бременоста. Александра, што ве мотивираше да станете едукатор за породување и дула? Така, тоа е интересно прашање, бидејќи искрено јас не бев толку свесна дека тоа нели постои во светот пред мојата прва бременост кога започнав со едукација. И морам да кажам дека првото породување го поминав навистина преубаво, дури и безболно, што беше многу чудно за сите од мојата околина кога јас ја раскажував мојата приказна, што ме натера да застанам и да размислам зошто другите приказни до тој степен нели имаат некоја негативна конотација, а кај мене е некоја позитивна приказна. И видов дека тука има многу голема потреба да се едуцираат мајките, бидејќи мојата околина, например другарките кога зборувавме, нема никакви информации во однос на тоа, нели, како да дишат, како да се справат. Јас тоа го правев преку некоја индивидуална едукација, подготовката и сватив дека навистина им треба поголема припрема на мајките, да биде тоа малце по широко и распространато како што и во главно во светот. И каде се едуциравте? Како се станува едукатор за породување? Така, разгледував многу различни опции, бидејќи како што знаете, тоа кај нас нели не постои, се сертифицирав преку Американска академија која е меѓународно призната. Прво, како што кажав, како сертифицирана дула за раѓање и постпартум дула за раѓање, а потоа како и меѓународно сертифициран едукатор за породување. Јас ви посакувам многу успех и понатаму во на што го работите. Верувам дека оваа информација ќе стигне до трудниците и ќе сватат дека можат да се информираат и да се едуцираат и за самото породување, за тоа да не помине во стрес и анксиозност. Предпоставам дека имате доста заинтересирани жени кои што се јавуваат на овие работилници. И колку често ги организирате? Така, работилницата за справување со страв од породување сега ќе се одржи баш на 25 мај и обично гледам да е ограничен бројот, ја имаат посетено над 100 трудници, додека да ограничен бројот бидејќи станува збор за индивидуална консултација, така да групите доста брзо се полнат, а курсот за трудници е навистина многу распространет, го следат многу мајки, можам да кажам дека од прилика во овие 4 години го следеле над 2000 мајки кои се подготвиле онлайн за своето породување и што е најважно добиваме многу голем фидбек од мајките дека навистина им помагаат овие работи кои ги учат. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Фала многу за поканата. Почитувани, ние продолжуваме понатаму, останете на Телма. Светската недела на имунизацијата потсети на една едноставна вистина, дека вакцините ги спасуваат детските животи. Токму за вакцинацијата денеска зборуваме со доктор Сонја Ралева, специјалист по општа медицина од школскиот и предшколски диспанзер Центар. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, Марија, благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на вашата телевизија. Кои се задолжителните вакцини во календарот за имунизација во Македонија? Вака, сакам само да се надополнам на претходната тема. Значи, одлично би се надополнила јас во овој дел. Значи, имавме бременост која што нели е најубавиот период во животот на една жена и родителство после тоа кое што е голема привилегија и чест на секој човек. Меѓутоа и одговорност. Покрај привилегиите, ние како родители имаме и одговорности од кога нашето дете ќе дојде на свет. Токму ова одлично се надополнува во смисла на тоа што имаме за цел да обезбедиме здраво, безбедно детство на секое едно дете, каде и да се наоѓа на земјинава топка. Во тој склоп и во таа програма влегува како една од најзначајните состојби и вакцинацијата. Еве сега, оваа недела се одржуваше, како што спомнате, Светската и Европската недела на имунизација.
Значи, беа поделени флаери и пропаганден материјал. Ова ливче представува, ја носи пораката дека секоја доза е важна и внатре имаме водич за кои болести, значи, се примаат вакцините и зашто истите се потребни заради превенција и заштита на нашите деца. Во однос на прашањето, во нашата држава, значи, имаме еден од најсовремени календари на имунизација, го гледам како изгледа? Да, значи, кој што е тотално идентичен со европските земји, кои што се високо развиени земји. Имаме 13, значи, превенираме 13 заразни заболувања, значи, ако се бројат поединечно, и од неодамна, од 2019 има воведено две нови, рота и пнеумококна како задолжителни, зборам за задолжителни вакцинации за децата, а од мај 2024 значи и ХПВ вакцинацијата, која што е исто многу важна за здравјето и животот на еден млад човек, за да стигне до родител и така натака, и за момчињата и за девојчињата како новина, која што се спроведува од 2024 и ќе трае понатака. Значи, календарот е тотално идентичен со европскиот, ако тоа нешто значи, а сепак мислам дека е важно да се каже. Доктор Ралева, зошто децата треба да ги примат вакцините од најрана возраст? Односно, уште веднаш после раѓањето одредени вакцини треба да се стават? Па, заради тоа што детето кога се раѓа, неговиот имунитет, значи, се стекнува во текот на живеењето. Особено малите деца до 1 година имаат имунитет кој што во првите неколку недели е преден, имаат антитела за да се штитат од заразни заболување и инфективни агенси од самата мајка. Меѓутоа немаат и не се во допир со надворешниот свет. Сето тоа што ние го добиваме како имунитет е во текот на растот и развојот. Знаеме дека се разболуваме, па оздравуваме, па повторно се разболуваме. За да ја немаме оваа проблематика која што кај малите бебиња кои што не имаат имунитет кој што е многу слаб, се даваат вакцини со цел да се запознае нивниот организам со дадени штетни агенси и се точно одбрани кои се, тоа се доколку би се разболеле, би биле фатални или со тешки компликации по животот на едно бебе, затоа што морбидитетот и морталитетот во доенечката возраст е со највисока стапка. За да го зачуваме она за кое што живееме и се бориме, ја имаме превенцијата како најидеална, најефективна и најбезбедна за да го зачуваме здравјето на нашето дете. Што ако се прескокне одредена вакцина? Дали таа може да се надокнади? Прескокнувањето на вакцинацијата од објективни и субјективни причини, најчесто во поново време, обично родителите се одлучуваат да одложат одредена вакцинација. Значи, затоа реков, имаат објективни и субјективни убедувања. Јас не би завлегувала во детали, тоа е сепак една многу поширока тема за дискусија. Не значи дека нешто сме пропуштиле, во смисла сме направиле голема штета во дадениот момент. Меѓутоа, тоа да не биде одложување со месеци и со години како што се случува. Секоја доза е важна и секоја доза се надополнува. Заради тоа што доколку прерипаме одредена доза, целта на секој доктор кој што работи во диспанзерот е да ја надополни дозата онаму каде што е застаната. Нека не мислат родителите дека доколку ја прерипале дадената вакцина, дека таа тогаш се дава и тука завршува приказната. Не. Значи, вакцинацијата продолжува таму каде што е прекината. А битна е да се даде навремено заради тоа што го штитиме детето од тешки заразни заболувања кои што доколку би предизвикале болест, би биле многу фатални и штетни за последиците на здравјето на било кое дете. Која вакцина обично родителите ја одложуваат? Па, најчесто одложувана вакцина е вакцината за морбили, рубеола и паротит, така наречена МРП вакцина,
која што самата вакцина беше ставена под лупата на светската јавност, не само на нашата, поради една контраверзна студија која што предизвика, значи, трагични и штетни последици по цивилизацијските достигнувања и по човештвото, која излезе во Lancet од еден англиски лекар Ендрю Уинкфилд 1998 година, каде што зел 12 деца со улцерозен колит и потоа се докажа дека од лукративни и од материјални причини го направил истото, дадено е признание, значи разоткриена е состојбата зошто е тоа така, ја поврзува, значи, давањето на вакцината со појава на аутизам и одбира 12 контролни, значи, деца на возраст од до 5 години и истите, значи, деца подоцна е значи, вртена е документација, прегледувано е, разгледувано и е докажано дека 5 од истите деца и претходно си имале развојни промени за појава на аутизам, 3 од дадените деца воопшто не ни имале, него биле лажно пријавени, ама ситуацијата излегла од контрола поради тоа што е објавена во реномиран медицинско списание или магазин. Па потоа штетите и последиците беа санирани и ги трпиме до ден денеска. Само како податок морам да кажам дека пред да биде дадена и откриена вакцината за морбили, 20 милиони луѓе во светот се разболувале, а 2,6 смртно завршувале. Вакцината за морбили, конкретно за мали сипаници, е еден серотип и не антигенски не се менува. Значи таа 50 години се дава и 50 години е истата. Ако 50 Што е многу важно, години, така, дека е иста и дека нема промени. Ако 50 години се давала сега истата вакцина до ден денеска, што е сменето од последните неколку години? Морам да прочитам податоци, за да не шпекулирам, за да ги разубедам луѓето дека науката ја дала својата значи конкретно, значи конкретизирала. Најчесто цитирана е данска студија 2002 година каде што се опфатени група од 500.000 деца. Оваа контролна група имаме група на вакцинирани и група на невакцинирани деца. Појавата и инциденцата за појава на аутизам е подеднакво иста во двете групи. Значи доказ 1. Доказ 2. Австралијанска огромна мета-студија 2014 каде што биле споени 5 светски, значи други студии, која опфатила 1.256.407 деца. Како доволен податок, каде што повторно ја разгледувале истата состојба моментот на давањето на вакцината и појавата на аутизмот. Значи, тотално е исклучено, не постои таа веројатност. Затоа што самиот аутизам како состојба е состојба на промени кои што се случуваат интраутерино од екзогени и ендогени за време на причини бременоста. Во текот на самата бременост. Така да аутизмот и појавата на аутизмот, науката и медицината и воопшто јавноста ќе ја бара на сосема друго место, а не кај вакцинацијата. И уште еден податок, исто во Австралија, значи правена е студија 9920 деца кои што нели исто се вакцинирани, дел невакцинирани и вакцинирани, инциденцата на појава е тотално идентична. И доколку не се појавеше оваа контраверзна студија, сигурно дека една наука во медицината би била многу понапредна и немаше да имаме промени и вакви одложувања или колебања кај родителите и стравови, затоа што до 98 покриеност имавме многу висока. Ние за да ја не дека болеста не постои, ја нема, да не се залажуваме. Болеста е тука и таа, значи, поради порозноста на границите, знаеме дека беснеат војни насекаде околу нас, посебно во европската територија, значи имаме голема група бегалци кои што поминуваат и транзитираат низ државава. Ние не знаеме каква е нивната вакцинална и каков е нивниот имунитет и токму кога имаме војни или елементарни непогоди, расте инциденцата од појава на овие заболувања, посебно морбилите, кои што доколку се разболи детето би биле со многу трагични и штетни последици, кои што дава самиот вирус
е таков, дава компликации, дава тешки пневмонии, тешки енцефалити и многу други состојби кои што можат да завршат со смртен исход. Никој родител не би сакал да го види сето тоа. Само уште едно да кажам, 2019 имавме една голема епидемија на морбили, каде што се разболеа, го имам податокот, 2177 деца регистрирани на територија на Република Македонија, 4 смртни случаеви. Тоа е нешто, токму причината, компликациите од морбилите. Па беше направена една акција на воредна вакцинација, каде што беа вакцинирани огромна група на деца и возрастни, посебно до 60 години. Најтешки последици се гледаат кај деца до 5 години и млади над 20 години. Па ние баш тоа сакаме да го постигнеме, не сакаме таа група да ја изгубиме и да се разболуваат баш тие луѓе кои што не требаат да бидат разболени и да ги гледаме болестите кои што не сакаме да ги видиме. А тие се тука, постојат. А се превенираат благодарение и се држат под контрола благодарение на вакцините. Така, овие информации треба да ги охрабрат родителите да не чекаат да ја стават нивната вакцина кај детето додека тоа не проди и не прозбори, бидејќи некој имате и таков став. Кои се причините, докторке, за да се одложи вакцина? На жалост, јас почесто среќавам родители кои што доаѓаат бидејќи работам на територија на центар. Центар има најнизок опфат, населба со најголема интелектуална, значи потенцијал. Центар, аеродром Карпош, Ѓорче, руралните општини имаат многу повисок опфат, значи имаме поголема доверба на луѓето кон самата, значи состојба на вакцинација или кон самите лекари. Со какви прашања се соочувате? Јас се соочувам со прашања кои што дали е безбедна вакцината, што доколку ја дадеме се случи нешто непредвидено, од кој производител е вакцината и дали вакцината штити или детето, значи комплетно може да остане здраво. Значи да напомнам дека вакцината е од реномиран европски производител Мерк, која што се дава веќе неколку години, значи претходно одеа се вакцинираа во соседните држави, ја имаме истата вакцина со истиот лот број. Се убедуваат да ме убедат дека лот броевите се различни. Па луѓе како можат да бидат различни кога се произведува во фабриката, нема име и презиме за кое дете се произведува вакцината. Значи, самите вакцини подлежат под една тешка контрола од самиот производител, па потоа од Европската агенција за ЕМА, па потоа доаѓаат во државата, па тие се поконтролирани од Малмет, па значи милион контроли проаѓаат за да стигнат до крајниот потрошувач. Ако нешто е најсигурно и најконтролирано, се токму вакцините. А во однос на прашањето кои значи деца не смеат да се вакцинираат. Така, во кој случај? Во кој случај? Вакцинацијата никако не смееме да ја одложуваме и да чекаме. Мислам за штета што и некои колеги го делат овој став на родителите, па ги ставаат во заблуда, а ние токму знаеме кои се тие доктори. Значи се знаат кои се, родителите ги кажуваат, да чекаме да проди, да прозбори и така натака. Моментите кај што не се дава вакцината се стрикно, значи толку малку да се бројат на една рака. Знаеме дека прво за да донесеме дете и да дојдеме во вакцинален пункт, дека детето треба да е здраво. Значи да нема акутно заболување кое што поминува во рок од една недела или 2 недели. Се друго, значи подлежи на вакцинација. Што ако е слабокрвно или пак има некаква хронична болест? Доколку има растечен нос, доколку дури па и блага температура, значи 37 со нешто подлежи, може да се вакцинира, мада тоа никој не го прави, значи сигурно би го вратиле додека оздраве. Доколку има хронично заболување, значи не смее да се дава вакцина додека има акутност за хроничното заболување. Значи прима некоја имуносупресивна терапија и слично. Меѓутоа тие хронични заболувања имаат и временска рамка каде што децата не примаат лекови и токму тие деца треба да бидат заштитени. Токму ради нивната хронична состојба.
А сите деца кои што имаат акутни леукемии, карциноми, радиоактивна терапија, хемотерапија, вродена имунодефициенција или стекната како СИДА, не смеат да се вакцинираат, и деца кои што изреагирале на првата дадена вакцина на МРП, во конкретот ниот случај, или некоја друга вакцина, на дел од вакцината или состојки од вакцината, али тоа се докажува, значи, со одредена група на луѓе, значи имунолози, кои што ќе докажат дека тоа е причинителот за појава на вакцина, на алергијата, али не алергија како кожен исип, алергии кои завршуваат и се хоспитализираат по болниците. А што ако детето има алергија на јајца? Дали смее да прими вакцина? Алергијата на јајце беше ставена заради тоа што самиот вирус се инкубира и култивира во ембриони од јајце и сметале дека содржи можеби остатоци од ова албуминот. Меѓутоа, докажано е дека алергијата на јајце е тотално безбедно да се даде, значи не е контраиндикација да се даде вакцина за морбили, заради тоа што се направени испитувања и истражувања и научно е докажано. Сега со бројки не би можела, али ги прочитав предходните бројки кои што се доволен аргумент за да разберат родителите што сакам, пораката која што сакам да ја испратам. Докторке, дали се примаат редовно препорачаните вакцини, не оние што се задолжителни, туку тие што се препорачани, како што, например, вакцината против грип кај деца, или пак вакцината за ХПВ. Ако не се лажам, таа е препорачана, не е задолжителна. Да, тоа се две вакцини кои што се за грип е препорачана да се вакцинираат ризични, значи, групи, меѓу кои се и децата од 6 месеци до 5 години. Меѓутоа, кајна стапката на вакцинација е многу ниска за грипот, зборам, конкретно. А дури и трудниците треба да се заштитат. Јас имам луѓе кои доаѓаат, значи, во Англија, значи нема шанса трудницата да ја пропуштат и да не ја заштитат со вакцина на грип. Ниту па децата. Кај нас свеста е таква каква што е, тие ги пропуштаат редовните, а не нередовните вакцини, меѓутоа тоа во некоја друга прилика. За ХПВ вакцинацијата, таа е задолжителна, ви кажав, последните од 2009 навака. Исто е од реномиран производител Мерк, значи исто како и претходната вакцина, и сега беше давана до мај 24 само на женските деца. Значи, таа вакцина е вакцина која што единствено превенира карциноми кај жените, па и кај мажите. Затоа што во себе значи превенира сексуално трансмисиони болести кои што се пренесуваат при сексуален контакт, зборам за ХПВ вакцината, и е докажано дека високоризичните ХПВ соеви 16 и 18 се во 98% предизвикувачи на карцином на цервиксот кај жените, а знаеме дека е 4ти во светот по смртност. Карциноми на вулва, карциноми на вагина, карциноми на генитоаналната регија и карциноми на орофарингсот, кои што за 224% поради начините на практикување на секс во наводници е зголемен. Па сега, ако точно знаеме кој е предизвикувачот на карциномот, зборам за овие состојби, зошто ние кога имаме една толку безбедна, сигурна, превентабилна вакцина, не би ја дале кај нашите деца? Така, но и за оваа вакцина родителите читаат на интернет секакви информации и се јавува оној страф. Претпоставам дека тука треба да се убедувате. Тука имаме подигнување, значи главно, како што најбитна е свесноста и одговорноста на родителот за детето. Што ние пропуштаме и што ние би изгубиле или би добиле. Значи, за ХПВ вакцинацијата се дава на возраст од 12 до 18 по закон. Над 18 во сертифицирани гинеколошки ординации и гинеколошка клиника. Са единствената мана е што е скапа вакцината, една доза е 150 евра и некои од луѓето одат и си ја купуваат во соседниве земји. Кај нас не знам дали постои можност да се купи, меѓутоа ние ја имаме.
Значи ја имаме во сите диспанзери 9-валентна ХПВ сертифицирана од реномиран производител, докажана дека функционира, дека превенира болести. Јас имав една родителка која што дојде и ми кажа, значи таа не само што превенира претходно кажаните болести, превенира и кондиломи. Значи кој што ја како козметички дефект секој би се срамел доколку би го имал во генитоаналната регија. Кондиломи, значи во генитоанална регија и кондиломи по кожата. Значи мајката ми кажа дека од кога детето отишле да си ја купат 9-валентната вакцина некаде во Србија, мислам, значи му исчезнале кондиломите по телото. Тоа беше уште еден силен аргумент и доказ за мене како пример да го дадам на родителите кои што доаѓаат да ги вакцинираат своите деца. Иначе да кажам дека опсегот на вакцинација за ХПВ во Македонија е 54,4%. Доаѓаат сега момчиња, ги носат родителите, бидејќи се скептични повторно родителите, еве да појасните дека таа вакцина исто така важна и за нив. Еве сега, ако кажам пример дека Австралија, континент високо развиена земја, до 2030 година има ерадицирање на ХПВ сексуално преносливи болести благодарение на ХПВ вакцинација, затоа што 10 години наназад ги вакцинира подеднакво и машките и женските, а одзивот е 98%. И сега тие сметаат во оваа временска рамка дека после тоа ќе зборат само за минато свршено време за болести предизвикани за болести од ХПВ асоцирани болести, кои што кажав колку се смртни и колку се чести. Ние имаме на клиниката за гинекологија, значи почината девојка на 22 или 3 години од карцином на грлична матка со високо ризичен сој 16 и 18 докажано е. Па сега, ако таа била вакцинирана, а вакцинацијата постоела, сигурно немало да стигнеме до таа тажна приказна. Така, бидејќи тие два соја што ги споменавте, 16 и 18 ги содржи вакцината, значи таа ги содржеше и во претходните 2 и 4 валентни, меѓутоа и оваа 9-валентната, таа е најбитните се тие, 16 и 18, и сега кога ќе отидеме по гинеколошките ординации, тоа да кажам дека не само вакцинацијата како превенција, и одењето на превентивен гинеколошки преглед, не само папа тест, него и типизација на ХПВ вирусите, е многу важна во личната превенција на секој еден млад човек. Затоа што кога ќе идеме на гинеколог и кога ќе ја добиеме ние ХПВ типизацијата, добиваме едно ливче како бројки од лото. Никој не сака да ги добие бројките таму, да ги добие ризичните соеви. А на жалост, тие се соевите кои што циркулираат на нашата територија, а партнерите кои што се ги наоѓаме се тука меѓу нас. Не одиме некаде на друго место да ги најдеме и многу е важно да се вакцинираат рано пред да започнат со сексуалните односи. Тоа е многу важно да се спомне. Зошто е тоа важно? Тоа е важно затоа што тогаш правени се студии измеѓу 12 и 15 години имунитетот има највисока потентност и ствара највисоко ниво на антитела и самото тоа што се даваат 2 дози кажува дека најпожелно е тогаш пред да стапи детето во одредени сексуални контакти, затоа што ние не знаеме кога ќе се случи тоа, ниту детето знае кога ќе се случи тоа, па затоа единствена превенција е вакцинацијата и редовни гинеколошки прегледи и за машки и за женски, повторно ќе напомнам, за да имаме безбедна, сигурна и здрава младина, за да понатака таа не биде причина за да лечиме стерилитети и да го намалуваме наталитетот на населението. Затоа што и со превенцијата го подигаме и наталитетот. Значи го намалуваме ризикот од сексуално преносливи заразни заболувања. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. На вистина
убаво појаснување поврзано со редовниот календар на вакцинација во Македонија. Јас би била среќна доколку во ова кратко време успеав да поентирам и да стигнам до свеста на секој родител и би ги поканила сите кои што се двоумат, се колебаат, имаат одредени дилеми, да дојдат во диспанзерите каде што работат, значи лекари кои што се занимаваат со овој тип на работа и да ги појасниме сите нејаснотии и да ги обезбедиме, да ги сакаме, да ги чуваме и да ги вакцинираме нашите деца. Така е. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам убав ден.